Денешната 30-та седница на Советот на општина Кочани помина со повремени жестоки дискусии помеѓу власта и опозицијата, поврзани со извештаи и програми за работа на образовните институции. Советниците спротивставуваа аргументи за своите видувања на состојбите и меѓусебно се обвинуваа. Најдобронамерно, што значи анализа? Ова што го добивме ние не е анализа, тоа се информации за сегашната состојба. Анализа значи да ги погледнеме причините, состојбата и последиците кои ќе бидат и да бараме решение. Тоа е анализа. А сега имаме информации, тројца ќе одат у пензија и шо ако одат? Ако сакаме да бидеме искрени, на вистината да погледнеме во очи, немаше потреба оваа точка да се тргне од дневен ред, него едноставно се согласувам со вас. Да, тоа е информација и можело истата да биде преименувана од анализа во информација. И овие податоци да ние денес слободно да ги коментираме. Па дај кажете, што е право, што е вистина? Врегаме се тука, правиме циркус пред граѓаните. Што постигнаме со тоа? Вработиме 16, души ќе вработиме 16. Нема перспектива, джабе, белата чума ги изде. Паралелките. Крсте Петков, Месирков, 19 паралелки, просек 11 деца. Зашо ќе разговараме јас и вие ќе се намудруваме тук? Кој е попаметен? Во врска со извештаите за работа на училиштата, извештаите за работа на училиштата го опфаќаат целокупното работење на училиштата. Воспитно-образовниот процес е главна компонента во работењето на едно училиште. Меѓутоа, не смееме да ги забораваме и модернизацијата и подобрувањето на условите во едно училиште, кои пак директно влијаат врз воспитно-образовниот процес. Инаку на денешната седница беа предвидени вкупно 25 точки на дневен ред, меѓутоа уште на почетокот на седницата мнозинството изгласа повлекување на анализата на состојбите за бројот на ученици и паралелки, како и наставници кои се пред пензионирање заради намалување на бројот на учениците во општинските основни и средни училишта и поместување на истата за наредната седница. Сите други 24 точки од дневниот ред беа изгласани и усвоени. Покрај овие, поголемо внимание во однос на другите точки предизвика предлог одлуката за изменување на одлуката за организирање општински линиски превоз на патници од подрачјето на општина Кочани, учество на општината во цената на билетот по патник на распределената линија.